Романите во еден момент даваат аспект на домашно куќе кое што е со одредена намена, во случајот овчарско, јас имам кози, тоа заедно и со козите, а од друг аспект даваат еден аспект кој што е близок и до дивината. Се куќиња кои што ја осlikува целата македонска непокор, цврстина, издржливост и тврдокорност. Куќиња кои што се врежани со симбиоза во природата, со природата заедно и со животните. И секако верен пријател на човек. Тие се куќиња кои што треба секогаш да ги зачуваме во оној природен амбиент каде што и се створиле како фенотип, како генотип, тоа е во природата и заедно со козите и со овците и со останатите стада, а никако да ги направиме да бидат дамски или салонски куќиња заради тоа што ќе го изгубат нивниот основен инстинкт за кој што ги створила нашата мајка Македонија и природата. Во минатото моите баба и дедо живеа во Порешите, тоа село во Кварделите, и тие чуваат исто ваков фенотипски караман, има кози и говеда, и ми кажа едно од преданијата, четвороките куќиња биле куќиња кои што и бркале злите или лошите сили кои што го демнеле стадото и куќата и домаќинството. Исто така крзното е многу значајно за него тоа што многу потсеќа на крзното на овците, кои што датираа во нашите, сега веќе се носат нови раси. Крзното пред се кога ќе го видиме на прв поглед тоа е остро, диво, но кога ќе го погледнеме на трешноста, исто како да личи на болната на овците. И тоа е таа сличност која што нели му дава за право да биде чувар на овците и на козите. Тој е бестрашен и исто така не чувствува никогаш студ. Лежи по снеговите, го врни снег слободно и мислам дека тогаш е најсреќен кога врни снег. Во самиот миг кога дојде до козите, јас имам мало стадо на кози, околу 5 до 7 кози. Че во првиот миг козите беа тие кои што го запознава и го напаѓа снеговите, кој никогаш, ниту во еден миг не направи обид да ги дави козите или пак да ги нападне и да ги остави. Тој само се вртеше околу нив и ги чуваше. Постојано го истражува теренот кога ги пуштам козите, останува со нив некое време, потоа истражува во околината, го истражува теренот и после некое време повторно се враќа, застанува со нив, ги наблюдува, повторно ќе направи обиколка и повторно се враќа кај нив. Значи тој не е само покрај нив цело време, туку и ја истражува и околината да не демни некој нели волк или некој друг непријател. Има прекрасен инстинкт и тоа е пред се нели куќе кое што ги краси нашите планини, треба да ги краси нашите планини и да биде верен чувар на нашите стада, на овците, на козите, говедата и така натаму. Честа е голема, јас сум гледал пењушка по целото ваташ. Добро вечер од Христо и Покрит. Еве дојде тој голем ден, значи историски ден за раса која е стара повеќе од неколку илјади години, македонското овчарско куќе Караман, Александар Станчевски од светската кинолошка организација, да биде рамо до рамо со сите други раси да се надпреварува. Дино Воранчо Зајбовски. Голем ден за нашето национално богатство, македонското овчарско куќе Караман. Не немаше ова да биде толку возможно известно без луѓето што почнаа овој процес. Гебар Таки Ташковски. Мислам, почетоците Маријан и Златко Костовски браќата. Понатаму исто така и Златко Тилја и Покаров. И секако главната алка сите одгледувачи и љубители на македонското куќе Караман, што без нив немаше да биде ова денеска возможно. И Медо Ненко Илиев. Поздрав до сите љубители, до сите одгледувачи, до сите македонци. Да живее расата. Црнко Петар Талески. Здраво, Мирослав од Куланово. Марчо Јане Митковски.
во Охрид конечно да добиеме една наша македонска автохтона раса, македонско овчарско куче Караман. Конечно, после толку години работа, посветеност на луѓето како што се Владко, браќата Владко и Марија и Ико Каров. На нив е најголема заслуга што после толку години ќе добиеме наше македонско куче. И ова е симнато директно од планина, дојдено во Охрид, верен чувар на овците, веќе е стара 8 години, но уште не се дава и уште има сила. Нема шанси да го напушти. Чак што више можеби со животот ќе го даде за стадот. Конечно дојде идејно на продавањето на расата. Поздрав до сите караманџи кој сака куче да чува само македонско овчарско куче Караман. Денеска е голем ден за кинологијата, посебно за расата Караман, за која многу труд посветија одредени луѓе во кинологијата, се знаат нивните имиња, направија голем гест и ова е посебен ден за македонската кинологија. Се радуваме членови на кинолошките друштва во цела Македонија, што соработува, што помогна и што ќе помогнат година. Ова раса дојде до израз на пошироко ниво, да дојде до израз во суседните држави во прво време, а потоа да дојде и во европските држави да се расшири како раса, која ќе се такмичи равноправно со сите раси. Уште еднаш голема благодарност до Ико Каров, до Габриел Стивен, до Владко Костовски, до неговиот брат, до сите што ја направи ова раса што вложија многу труд. Да живее расата Караман, да живее Македонија, да живее македонската кинологија, да живее Сојузот на Република Македонија. Браво, јас сум Дејан Василковиќ. Еден од првите караманџи што ги чуваме. Моето потомство исто чувало тамната 2002 година. Прв пат го земав кучка, Владко Костовски, кој ми ја даде, која потекуваше од Црни Врв. Со Владко и така и се запознавме. Ја даде кучката Лазра. Здраво, јас сум Бојана Василковиќ. Мојот татко е еден од првите одгледувачи на карамани. Ние чуваме карамани од можеби 2002 година. Првото куче кое што ние го добивме беше кучката Азра. Ни ја поклони Владко Костовски. Јас исто така сум записничар на некои изложби. Еве и Маја. После 20 години макотрпна работа за караманите успеавме да го доживееме и овој ден. Овој ден е многу значен за нас, караманџиите, за цела Македонија. Ние сите се трудевме од петни жили и сакавме караманот да се признае и јас се надевам дека вечерва дефинитивно ќе влеземе во FCI лигата, каде што ќе бидеме сите признаени као карамани и каде што македонското куче овчар Караман ќе биде признат и целиот свет ќе не знае по тоа. Живее Македонија, да живее
Караманот. Како асоциација на стилисти единствено во Македонија го поддржуваме настанот, поддржуваме сите напори кои што се направени од големи ентузијасти за да се постигне овој ден, да се дојде на овој преубав настан, каде што е прогласувањето на караманите. Поздрав до сите и да живее Македонија!
Почнеме овој настав, ќе интонираме химната. Ве замолувам сите да станете. Почитувани дами и господа, многу почитуван председател на FCI, господин Тамаш Јакел, ваше високо преподобие, епископ Партини, многу почитуван председател на Кинолошкиот сојуз на Македонија, господин Јордан Христовски, многу почитуван председател на Кинолошкиот клуб за македонско овчарско куќа Караман, господин Илија Каров и високи представници на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Дебарско-Кичевска епархија. Драги пријатели, љубители на кинологијата и на македонската култура и традиција воопшто, добре дојдовте на оваа свеченост. The history of the Macedonian kinology officially began in 1953 with the establishment of the Kennel Association of the Republic of Macedonia as part of the former federal state. Yet,
This land holds a millennia-old tradition, rooted in the unbreakable bond between humans and dogs, especially the great shepherd dogs. Историјата пак на клубот, што денес сите го славиме, започнува во далечната 1998 година, кога браќата Владко и Маријан Костовски ги донесоа првите изворни карамани од исконските македонски планини. Тоа беше малиот почеток на денешната голема приказна. Приказна за зачувување на едно национално богатство. Во 2004 година, кинолошкиот клуб на македонскиот Shepherd Dog Karaman became a full member of the Kennel Association of Macedonia, with Mr. Vlatko Kostovski as its first president. А пак во 2017 година за председател на клубот беше избран господинот Илија Каров. Под неговото раководство беше создадена платформата за ревитализација и презервација на македонското овчарско куче Караман, и тој е човекот кој во соработка со господинот Јордан Христовски ја интродуцираа FCI агендата во проектот. Платформата денес се спроведува низ сите региони на Македонија, со поддршка на посветените супервизори, односно подпредседателите, отец Порфири Бигорски, господин Горан Колев, господин Таки Ташковски, господин Никола Крбалески, господин Горан Цинцовски и господин Мирослав Тасевски. Сепак, без ниту еден од одгледувачите и собствениците на македонското овчарско куче Караман, овој процес немаше да стигне до тука. А ова патешествие нема повеќе или помалку важни караманџи. Успехот е на сите вас. Ladies and gentlemen, up to today, the Karaman has been a guest at more than 500 kinological events. The Kinological Club for the Macedonian Shepherd Dog Karaman, in cooperation with the Kennel Association of Macedonia, has organized 20 specialized dog shows dedicated to this breed. At these events, renewed Macedonian and international judges have recognized the true value of our ancient dogs. Мисијата на клубот е јасна: заштита, ревитализација и афирмација на македонското куче Караман. Визијата е уште поголема. Оваа раса еден ден да биде целосно признаена од Светската кинолошка федерација FCI, со што ќе се обезбеди сигурна и одржлива иднина. This year, 2025, this solemn event will be kinologically evaluated by the respected president of the World Canine Federation, Mr. Tomaš Jakel. Почитувани гости, ова е приказната за Караманот, митскиот чувар на нашите планини и нашата традиција. А сега, со особена чест, го повикувам председателот на кинолошкиот клуб за македонското овчарско куче Караман да земе збор, господинот Илија Каров. Добро вечер, дами и господа. Јас нема да должам многу, сакам само да ви се заблагодарам за искрената поддршка на сите присутни и сакам да го поканам господинот Јордан Христовски исто така да ви се обрати на кратко. Ви благодарам на сите присутни уште еднаш. Добро вечер на сите. Добро вечер на сите кинолози во Македонија и во целиот регион. Од особена чест и задоволство ми е да стојам тука пред вас, бидејќи овој ден ќе биде запишан во историјата на македонската кинологија со златни букви. Пред се, затоа што вие, како одгледувачи и собственици на оваа раса, успеавте да дојдете до овој момент. А тоа е моментот кога ќе ја представиме македонската раса, македонското овчарско куче Караман пред целиот свет. Уште еднаш ви се заблагодарувам и ви посакувам да
дојдеме до моментот кога ќе биде вистински признаена и ќе влезе во фамилијата на расни кучиња во целиот свет. Благодарам. I am officially inviting the President Tamas Jakel to officially open this event. Ladies and gentlemen, dear friends, I'm here to express the gratitude and the friendship of 100 different countries, dog lovers, dog breeders in five continents, because that's what FCI is. 10 years ago, something very important happened. As she already said, the Kennel Club of Macedonia became a full member of the FCI. It gave a possibility to act even more with more full rights. They immediately started to work on it. And as you know, the dogs are a very important part of our life. They work together with us. Sometimes they sleep together with us. They guard us. They save us. And in natural disaster, they rescue us. But there is one even more important part of the dogs. Being a human doctor, the biggest problem the present days is loneliness, depression, frustration. So this certainly could be treated and healed by the dogs, living together with the dogs. And that's what we promote, that's what we're working for. And I'm very happy to have in the near future a new breed accepted by the FCI, which is the Karaman. The Karaman is not a designer breed, it not just happened, it's here. It's a traditional working breed. So because of that, it has even biggest value, because it's a traditional breed where many hundreds of people working together with. And one more thing, every single breed is a part of the human national culture, the heritage. Every single country which has a breed of dogs is proud of it, and it should be, and it has to be. So I think when the FCI, after the last steps of a long procedure, with the help and the great work of the Macedonian Kennel Club, will accept the breed, it will be your pride, your national heritage, and I hope and I wish you to feel this pride. But after what I've seen now, it's very obvious you already do. We will have today several dogs, more than expected, and we agreed, we as the judges, or myself as a judge and the president of the FCI, will go over them, but we will not choose a winner, because I would like to tell everybody who brought their dogs from far away, took the time, took the effort, then every single dog today here will be a very important part to the birth of this breed, because they are a part of the procedure, the last step of the procedure, which makes this breed officially accepted in 100 different countries in 5 continents. Last but not least, I really appreciate, as the president of this young Kennel Club, the Kennel Club is not young, actually older than me, because I've heard it was established in 1953. I born later. But the team working in it is very young, with a lot of passion, with a lot of intuition. And
what they've done related to the breed, to be able to register, the work to collect the dogs, to make the exam, to make the tests. It's a very, very difficult, nerve-wracking and time-wasting procedure, and they did it properly. They did it fantastic, and now I would like to ask you to give a grand applause for them. And I would like to thank them personally, because what they've done, it's very important. I have to tell you, in the coming next 2 days, the FCI Standard and Scientific Commission, whose members are all sitting here, will have a conference, a committee meeting, and that will be the last step when they decide to promote and to recommend the breed to the FCI General Committee. Myself, as a head of the FCI General Committee, I promise and I swear, after their recommendation, when it's there, we'll support you and we'll support this national, native, working, original breed. And before the dogs are coming in and before the show starts, I would like to congratulate and thank you all. And one more thing. I was in some countries, several countries, when we accept a new breed. And when we accept it, that's not the end of the procedure. It's not the end of the story. It's the beginning. So please keep the breed in the level as they are, or even improve the level. Don't change the breed, but improve by the temperament, by the conformation, and the way how to live together with them. So let's take the first step in the next coming 2 days, and then you have million steps to do in the future. I'm wishing you good luck, strength, and the same passion in the future. Thank you. Again, dear sirs and dams, thank you to all our respected guests. Now you can all proceed your rings and we can proceed with the dog show. На останатите гости ви благодарам. Ова беше официјалното отварање на нашата кинолошко излагање со цел признавање на македонското овчарско куче Караман. Thank you. Ви благодарам на сите.
што нашата генерација има чест да присуствува и да на овој свечен чин, каде што после 20 години борба успеваме да влеземе официјално во Националната кинолошка федерација. Така да имаше и уште се уште не чекам ако трпна работа, меѓутоа ова е првата скала, официјална прва скала, на која претходеше сигурно 20 години труд. Од нашиот аспект, ветеринарниот аспект, среќен сум што учествувал во проектот за снимање за евалуација на колкови и на лакти на кучињата и можам слободно да кажам дека генетскиот потенцијал на оваа раса е многу голема затоа што е најблиску до природата. Значи тука човечкиот фактор не влијаел многу како и другите помодерни раси, него едноставно моделирањето на природата, моделирањето на планината докажува дека ова раса има голем потенцијал и дека ќе и престои светла иднина. Да, импресиите се големи, така да само им посакувам понатака другите генерации многу повеќе да направат од нас.
Ајде ги покануваме сите што ги презентираа своите карамани во главниот ринг да влезат за една историска фотографија. Значи сите кучиња кои беа презентирани, ако имаме доволно луѓе да ги излагаат, да се сликаме сите заедно. So, ladies and gentlemen, with all of these beautiful dogs, we decided today not to place your dogs, because all your dogs are becoming historical. Because when we accept this breed, hopefully in the near future, you should tell everybody you've been here when the breed was administratively born. Сакам да ви преведам дека одлуката на судијата денеска, господинот Томаш Јакел, придружуван од членовите на стручната и стандард комисијата, одлучуваат дека нема да ги рангираат кучињата, затоа што сметаат дека сите кучиња кои што вечерва се тука присутни се многу важни кучиња за овој важен настан и дека еден ден историјата ќе зборува дека биле постулатните кучиња на веројатно брзото признавање за караманот. И ви заблагодарува на сите присутни што сте тука. Останете така и да направиме една групна фотографија. And you all help us to understand the breed. And it's actually emotionally touching to see kids grown up together with these dogs and nice elderly people or working people who has not much to do with the dog show coming from far away because of the national pride. It's touching and thank you very much. И заблагодарува сите и му е особено драго што гледа млади деца и возрастни луѓе и особено луѓе кои што како и сите нас тука што не осети дека не доаѓаме од светот на кинологијата, но сите сме горди на нашата национална гордост караманот.